ден, почитувани, и овој понеделник добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Со промената на годишните времиња се менуваат и вирусите, па серија вируси го напаѓаат детскиот организам. Родителите имаат чувство дека нивното дете е постојано болно, особено ако оди во градинка. Зошто е тоа така? На каков начин се развива детскиот имунитет и дали честите вирусни инфекции влијаат врз детското здравје? Колку време е потребно детето да стане поотпорно на болести, односно на инфекции, и доколку е болежливо детето, треба ли да оди во градинка? Некои стручни лица советуваат детето да појде во градинка на 3 години. Други пак велат веднаш штом се роди, односно после 9-тиот месец, слободно запишете го. Што е точно? На овие прашања, но и многу други, денеска одговор ќе побараме од професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, педијатар од Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Стартуваме веднаш по рекламите. Професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, денеска ќе ни појасни зошто децата толку често се разболуваат во градинките. Професорке, добре ни дојдовте. Добар ден. Како сте? Благодарам, одлично. Секогаш кога сум тука се чувствувам многу убаво. Поздрав и до гледачите кои што ја следат оваа емисија. Се надевам дека ќе се обидеме да им одговориме на дел од нивните дилеми што ги имаат, дали да ги пуштат нивните деца во градинка или не, и кога. Родителите велат дека нивните деца многу често се разболуваат кога одат во градинка. Педијатрите велат ворете да се разболуваат, тоа е дури и пожелно, бидејќи така се гради имунитетот. Но колку често е нормално? Што значи пречесто? Да, нормално е првите години од животот децата да почесто се разболуваат него школските деца. Што е тоа почесто? Ние велиме дека нормално е до 6 до 8 разболувања. Најчесто се горно-респираторни инфекции, се нормални кај здрави деца во тек на првата година, првите 2-3 години. А особено деца кои што одат, посетуваат градинки, оваа бројка се зголемува дури и до 10 и до 12 инфекции во текот на годината се нормални. Некој период кој што е особено подложен на респираторни инфекции, тоа е секако есен, значи негде од октомври до април е нормално дете кој што посетува градинка да има барем една инфекција месечно. Секако дека секоја инфекција има свој тек. Таа трае 10 дена, 10 до 15 дена, после тоа обично ќе го пуштат во градинка, многу често знаат да се повторно разболат, меѓутоа многу фактори влијаат на тоа кога навистина треба родителите да се загрижат. Реков, тоа се воглавном вирусни инфекции, најчесто тоа е сезона на вирусни инфекции, најчесто тоа се горно-респираторни инфекции, значи течење носе, црвено грло, подкашлување, меѓутоа не е тоа воспаление на белите дробови, него е тоа секрет од носот, од горните дишни патишта, кое што е нормално и ние велиме сакаме децата да го искашлуваат, да не им заостане и да не направат компликација. Знаат да бидат и воспаленијата на ушите, тука во овие инфекции, кај малите деца синусите ретко не се уште толку развиени за да имаат повторувачки инфекции на синусите, меѓутоа кај поголемите деца, да речем дека и тие рецидивни синузити се нешто што треба можеби да ги загрижи родителите. Обично родителите велат детето оди 2 дена во градинка, потоа 2 недели седи дома и сметаат дека вирусите, но и училиштата во раната детска возраст, во раната школска возраст се расадник за вируси и бактерии. Дали се во право, се пренесуваат ли главно таму вирусите и бактериите? Па секако. Средината, самата средина, каде што имаме голема концентрација на деца и секако и различни вируси и бактерии, е предуслов да деца кои што посетуваат градинка или школо да почесто се разболуваат. Секое дете кое ќе тргне во градинка, независно од која возраст или во школо,
има период на адаптација од неколку месеци. Кај помалите деца тоа трае подолго време, може да трае и до 3 месеци. Кај поголемите деца обично за месец дена, месец-два веќе се адаптираат на таа средина, ги научуваат вирусите и бактериите и стануваат нивниот имунолошки систем може да се справи со тие инфекции, да не се разболуваат. Или доколку се разболат, да тие симптоми бидат многу полесни, пократко траат и побрзо да оздрави детето. А што е со психолошката адаптација на градинката? Има некои истражувања кои што велат дека децата кои што не сакаат да одат во градинка почесто се разболуваат поради стресот што го доживуваат, па за некои психосоматски болести станува збор. Има ли вистина во тоа? Стресот секако дека делува на имунолошкиот систем, на функционирањето на имуните клетки. Меѓутоа, што е стрес? Релативно е тоа и секој дете различно реагира на различни средини. Има деца кои што многу полесно и побрзо ја прифаќаат градинката, се адаптираат. И обично ние велиме тука, 2-3 година на децата им значи социализацијата. Значи, они имаат потреба да се дружат со деца, да си играат со деца, веќе не се толку затворени сами во себе и да си играат сами со себе. Меѓутоа, се е тоа индивидуално. Така да, начинот на кој ќе му се пристапи кон детето во градинката, да ја прифати градинката, да ги прифати другарчињата, да ја прифати таа средина, доколку тоа не представува стрес, за детето може напротив, има деца кои што поќе сакаат да идат во градинка отколку дома, затоа што дома се сами, па колку им се обрнува, може и да не им се обрнува внимание, ако и ги чуваат, колку ги чуваат, како ги чуваат, а вака средината, градинката кај што имаат деца, кај што имаат различни активности, каде што им исполне денот, многу поќе е за нив попривлечен и навистина сакаат децата да идат во градинка. После пандемијата, педиатрите велат дека забележуваат многу поголем број на респираторни инфекции кај децата во споредба со порано. Како имунолог, можете ли да ни објасните зошто ова се случува? Па, пандемијата со COVID-19 беше една специфична состојба. Сите добро знаеме дека во тој период на некој начин сите се изолиравме, се затворивме. Да речам, тие масовни собирања, посети на молови, на разни настани кај што има голема концентрација на луѓе се сведоа на минимум, односно немаше такви. Многу поќе се обрнуваше внимание на хигиена, на проветрување и да не заборавиме маските. Затоа што и колку да маските сме против маски носење, сепак маските на некој начин не штитат од пренесување на вируси и на бактерии на околината. И за нас, кои што ги носиме маските, меѓутоа и ние, како здравствени работници, исто така имаме удел во расеување на инфекциите во секојдневната комуникација и со децата, и со пациентите, и со родителите. Така да, и ние сме свесни дека во тие 2 години, всушност, децата иако не одеа во градинка, меѓутоа и тие што одеа, и таму имаше посебни услови на чување на деца, дека релативно беа здрави и не се разболуваа. Знаеме дека овие 2 сезони, 2 години немаше грип, а претходно знаеме што доаѓа сезона на грип и секој го поминуваше грипот. Така да, несомнено дека малце и имунолошкиот систем како да заспа. А посебно на децата кои што е незрел имуниот систем и кај што сите овие инфекции делуваат како еден стимул на постепено созревање на имунолошкиот систем. Но сега овој период некако се отворивме и децата и родителите, така да почна организмот да се среќава и со вируси и со бактерии и почна полека да созреви, да се адаптира на повторно на стара состојба кога
имаме многу бактерии, многу вируси кои што се важни за стимулација на имунолошкиот систем. Така, но доколку се тие пречести, бидејќи еве сега ги има во поголем број, можат ли да му наштетат на детското здравје или не? Кога збориме за тие повторувачки инфекции, најчесто она што реков се вирусни инфекции кои што поминуваат спонтано и треба што помалце да нема потреба од некои дополнителни терапии, особено не антибиотици. Но многу често даваат, сметаат, ќе потече носето, ќе се спушти надолу, за да не се спушти превентивно антибиотик. Превентивно не се дава антибиотик. Значи, ако детето спушти и направи компликација, ретко прават, многу мал процент, 10%, 20% од децата прават компликации. Значи, не можеме ние да даваме превентивно сите да ги лечиме за да превенираме. А тоа и под антибиотик, ако реши да направи компликација, ќе направи. Има еден сериозен проблем со кој што се соочуваме и тоа го гледаме ние клиничарите, тоа е се поголемата резистенција на микроорганизмите на антибиотици. Што значи период, во тек на COVID, премногу се злоупотребува антибиотиците, така да тие бактерии кои што и нормално ги има во средината, на некој начин стана отпорни кон антибиотик. И кога ќе ги погледнете и антибиограмите што се прават, често пати еве децата ќе направат брисеви, ке децата брисеви од нос, од грло, ќе се добие бактерија, меѓутоа кога ќе видиме дека скоро на ништо не реагира. Тоа е последица од злоупотребата на антибиотици, особено во овој период на COVID. Тоа значи детето што ќе развие симптоми од таа бактерија, ќе се лекува на многу комплициран начин. Односно антибиотикот не би делувал воопшто. Ги губиме антибиотиците како оружје во борба против бактериите. Значи, треба да даваме многу појаки антибиотици за да можеме да ја победиме таа бактерија. И затоа треба многу внимателно да бидеме во овој период, особено превентивното давање на антибиотици, да не ги даваме. Ако се работи за вирози, ние велиме 80% од инфекциите се вирусни инфекции. Значи, ако треба некој да прими, тоа е 20%, а ние обратно. 80% пријат антибиотици, 20% не пијат. Ги споменавте брисевите. Пред се однос, градинките бараат од децата за да се запишат негативен брисодносот. Тоа не знам каква пракса е, меѓутоа генерално не постои такво правило. Нигде. Значи, нормално е да имаме бактерии во носот и во грлото и да се изолира некој стрептококи, хемофилус и мораксела. Не се тие бактерии кои што му прават проблем на детето. Детето може да е настинато, да има температура, да му тече нос и обично е тоа бистра вода, тоа е вироза. Не е бактеријата во брисот таа што му прави проблем. Значи, покрај тоа што бактеријата е изолирана, таа не е причинител на симптомите. А посебно не треба да лечиме деца кои што немаат никакви симптоми, меѓутоа имаат случаен наод на брисот нос некоја бактерија. Велат родителите кога ќе му падне имунитетот, може да се размножи оваа бактерија и да направи проблем. Децата имаат добар имунитет, не му паѓа имунитетот. Многу други фактори влијаат на имунитетот. И она што велиме, тие бактерии полека го учат имунолошкиот систем и созрева имунолошкиот систем. Тие нормални бактерии што ги имаме во носот, во грлото, во цревата. Ние ако дадеме антибиотики, направиме една стерилна средина во носот, нели многу честа практика е локално антибиотик во нос. Не е проблем, ние ќе го стерилизираме носот, нема да има никаква бактерија. На таква средина многу лесно било која бактерија која што и не е патогена, ако дојде, може да направи сериозна инфекција. Да се насели. Да се насели и да направи. Кога има други бактерии, на некој начин тие се борат меѓу себе и не дозволуваат на оваа бактерија да може да се насели, ќе ја совладаат, ќе ја избркаат на некој начин, меѓутоа и да се насели нема да ја дозволат да се размножи и да направи да биде сериозен проблем за детето. Затоа велиме, сакаме децата нека им течат нос,
мрсули, неки имаат зелени мрсули. Зелен мрсул не значи дека има бактерија, може да има бактерија, меѓутоа има други состојки кои што ја даваат таа зелена боја и многу често, ако ги еви самите родители знаат, од сабајле, обично цела ноќ, како се собирал секретот во носот, знае од сабајле да биде зелен, меѓутоа после во текот на денот или е белузлав или е прозирен. Тоа не е бактериска инфекција, што треба да... Бактериска инфекција има детето други сериозни симптоми, има температура, лошо изгледа, дете кое што трча и му тече нос и има некоја температура, тоа не е болно. И јаде, тоа не е болно дете. Значи да заклучиме, зелените мрсулчиња не значат болест кај детето? Апсолутно не. Доколку носето му тече на детето, може ли да оди во градинка и на училиште? Зависи состојбата на детето. Ако детето се подобро би било, тоа се вирусни инфекции, барем ден-два доека еве и самата состојба кај детето се стабилизира, да падне температурата, да почне да пие, да почне да јаде, да биде расположено за дружење, за играње, е во ред. Значи, може да биде ден-два, меѓутоа не е причина да се чека 10 дена, да се чекаат негативни брисеви, за да детето оди во градинка. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 023076 на наше големо задоволство по професор доктор Катерина Ставрич, педијатар имунолог од Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје е во студиото на Телма. Таа ќе даде одговори на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што зборуваме, а секако и на бројните наши прашања. За едно дете да сметате дека е болежливо, колку често треба да се разболува? Реков, многу зависи од тоа какви се тие инфекции. Значи, доколку се тоа лесни инфекции кои што поминуваат спонтано, не треба да бидат загрижени родителите дека е нешто сериозно. Имунолошкиот систем, детето знае да се справи со тие инфекции, имунолошкиот систем созрева и нема никакви реперкусии врз неговото здравје. Меѓутоа, доколку детето има повторувачки инфекции на ушите, доколку има повторувачки пнеумонии, воспаление на долно респираторни инфекции, сериозни, не бронхити. Бронхит е категорија која што многу други фактори може да делуваат на шлајмо, што викаат родителот. Може да е и алергија, може да е и ако премногу млеко пие и некои други навики може да влијаат на таа состојба. Млеко? Ќе ни појасните подоцна. Ќе го објасниме и тоа. Така да тие такви сериозни инфекции кои што навистина бараат антибиотска терапија или бараат хоспитализација на детето, се состојби кои што треба да ги загрижи родителите и она што велиме ние често пати, веројатно е тоа состојба кога треба да го тргнат детето од градинка, да му дадат еден простор од некои 6 месеци, па и до година дена, да зајакне имунолошкиот систем, да порасне детето, со самото тоа и самиот имунолошки систем физиолошки ќе зајакне, па да се обидат повторно после таа пауза. Не е пауза 15 дена, 1 месец. После сериозни инфекции. Имаме гледач кој што очекува да се вклучи во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ама ја многу малку ве слушам. Важно ние да ве слушаме добро, господјо, така што слободно поставете го прашањето. Дали може за возрастни да ве праша нешто? Сепак денешната емисија се однесува на детското здравје и педијатрија. За имунитет ке имаме за некој ден кај возрастни. Слободно следете не и вклучете се во програма. Уште еден гледач имаме. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам во интерес на времето поздрав до Телма. Благодарам. Сакам да прашам, моето внуче нонстоп нема температура, меѓутоа нонстоп има шлајм во грлцето. А јаде пие, а нонстоп има шлајм. Не знам што да правам. Така, професор, ке некој подпрашање да немате? Па не. Не, во ред, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Доколку нема температура, не се тоа инфекции.
Може после една вирусна инфекција, еден подолг временски период од неколку недели, децата да имаат еден продолжен период на секрет во градите и да имаат потреба. Често пати ние велиме да го ќе кашлаат и ќе нос ќе им тече, меѓутоа тоа поминува. Секако зависи од возраста. Значи, борбата со шлајмот може да е во позадина алергија, некоја, меѓутоа и алергиската конституција доминира во првите 3 години. Не мора да значи дека тоа дете и понатаму ќе има проблем со алергии. Она што рековме со млекото. Се поголеми, поиќе родители имаат една погрешна практика, навика да речеме, нели децата преку ден не пијат доволно млеко, па обично ноќе им даваат да ги заспиваат со млеко, во тек на ноќта пијат млеко. Значи, детето после година дена доволно е пола литар млеко, меѓутоа тука кога велиме пола литар, тоа е и млеко, и јогурт, и сирење, и кисело млеко, и све во текот на денот да внесе. Нема потреба во текот на ноќта да пијат млека. За жал, ние имаме 4-5 години кои што пијат ноќе млеко. Трнете го млекото. Значи, ние велиме после 3 месеци бебињата ноќниот подој го укинуваме. Треба да си легне со празен желудник, за да не му лачи желудникот киселини и да како што спие, тие киселини заедно со млекото често пати може да му го надразнуваат грлото, па тие знаат да имаат црвено грло, знаат да имаат шлајм од надразба, не се болни. Значи, тоа е исто една работа. За шлајмот борбата е терете го детето да искашлува, ако е помало, обично кашлањето по малите деца година-две, може да не знаат да кашлат, со тапкање, со течности, пиење, со разводнување, на тој начин некако да им помогнеме на децата да се ослободат од тој шлајм. Дете кое што трча, кое што игра, кое што нема, па и тој шлајм не му сме. Но важно е да не му остане во градите, да го искашла. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам едно прашање да поставам. Прво да ве поздравам и вас и Ви благодарам. докторката. Сакам да ја прашам, полип на гласните жици, од што настануваат на дете од 10 години и како може да се тоа излечи, начин, дали има некои природни лекови или не знам што ви одговорила докторката. Добро, ви благодарам за вклучувањето, да немате исто под прашање. Да го слушнеме професорки следниот гледач, па ќе ги дадете одговорите на двете прашања, за да не чека предолго на линија. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Добар ден. Кој е наред? Вие сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Имам... Ало? Ве слушаме, така? Сакате да поставите прашање за вашиот син, ако ве разбрав добро? За внучето. А за внучето, така, добро. 2,5 годишни. Добро. И нема настина, па тоа се спушта во плуча и прашањето ми е дали да го вакцинираме од грип. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Во однос на полипите на гласните жици, значи може алергијата да игра улога во настанувањето, меѓутоа може да е комплетно друг причинител, друга и генетска предиспозиција за настанување на полипи. Природен начин на решавање со полипите не знам. Меѓутоа, во секој случај треба да се консултираат со орал специјалисти. Сепак е тоа нивна проблематика, да се види колку се полипи, колку се големи тие полипи и во консултација со нив, евентуално, ако треба да се вадат. Може да е алергијата причина, значи и орал специјалистите може да, доколку воочат и други симптоми, доколку има алергиски риноконјуктивит или други симптоми на алергија, да препорачаат и дополнителни алерголошки испитувања и да се види доколку е алергија, да се лекува алергијата, можеби со тоа ќе се влијае и на полипот. Ретки се други состојби, наследни, вродени, каде што може да идат со полипи, но сепак би препорачала
консултација со ОРЛ специјалист. Во однос на вториот Во лице однос на со вториот 2,5-годишното внуче. 2,5-годишно кое што еве настинки со чисто симнување на гради, меѓутоа тоа е веројатно тој бронхит, секрет, шлајм, може да прават, може да го чувствуваат, не прават обструкции, меѓутоа самиот секрет која е присутен во дишните патишти, она што реков, децата тука 2 години, 3 не знаат да го искашлаат. И самиот секрет на некој начин им го отежнува дишењето, може и дури да слушнеме и како да свирка, ама не е тоа обструкција. Тоа е отежнато дишење ради секретот. Треба тапкање, често тапкање, треба со течности да разводени и да му помогнат на детето да го искашла. Да прими вакцината за грип? Вакцината за грип, да. Се препорачува деца кои што се често болни, кои што имаат и некои други хронични заболувања во позадина, било да е тоа да се вродени мани на срце, хронични белодробни заболувања или некои други хронични заболувања, да се вакцинираат со грип за да бидат заштитени во сезоната. Оваа година очекуваме грипот да го имаме. Секако дека вакцината може да се разболи, да даде на грипот, инфлуенцата, да се разболе организмот, меѓутоа симптомите и текот ќе биде многу полесен и многу пократок. Така да во тој аспект кај овие болежливи деца, посебно со респираторни инфекции, би препорачала да се вакцинираат за грип. Професорке, доколку родителите имаат можност нивното дете некој да го чува, препорачувате ли да го запишат во градинка после 3-та година? Да, секако дека градинката е многу важна во процесот на социјализација на децата и треба да ја посетуваат. Ние се повеќе и повеќе се соочуваме со млади родители кои што дури и после на годината не можат да најдат друг начин на чување на деца, па се принудени да ги запишат во градинка. Имунолошки гледано, ние велиме негде околу 3-та година созрева имунолошкиот систем, сите делови, така да може да се справуваат со инфекции. Меѓутоа, мој совет е и овие кои што немаат друг избор да пробаат. Процес на адаптација трае негде околу 3 месеци. Добра. Доколку успее детскиот организам да се адаптира, треба да пробаат и да продолжат со градинка. Меѓутоа, не е само имунолошкиот систем. Тука се и многу други фактори кои што влијаат зашто децата се разболуваат во тој период. Правилната исхрана, редовната вакцинација. Важна ни е вакцинацијата затоа што децата примаат хемофилус вакцина, значи го штитат од тие тешки инфекции на хемофилус, пнеумококна вакцина. Повторно ќе речам, детето ќе има во носот пнеумокок и ќе се разболи, меѓутоа тоа се лесните инфекции. Оние соеви кои што даваат тешки инфекции, за тие штити вакцината. Тука е црната кашлица, пертусисот, тука се морбилите, сипаниците. Значи, важно е децата да се вакцинираат, не само да ги заштитат од овие инфекции, туку самата вакцинација на некој начин го поттикнува побрзо созревањето на имунолошкиот систем. Правилната исхрана, она што реков, деца кои што се доени, секако дека се и доколку се година, година и пол, нека продолжат, нека ги дојат, посебно во овој период на адаптација. Важно е чистиот воздух, пушењето, значи, ако нешто се знае, тоа е димот од цигарите, значи дома да не се пуши, да се излегува, да се користат викендите, она што велам секој викенд, ако ништо друго, барем на водно, на чист воздух да престојува детето, затоа што сега ќе почне зимска сезона, знаеме Скопје дека е еден од најзагадените, значи колку што може да се тие други ризик фактори кои што влијаат врз честите инфекции да се елиминираат. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Ќе ги слушнеме двете едно по друго, па потоа ќе дадете професорке одговор. Последователно, добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам вака за мојата керкичка, таа е 5 години, но веќе на 2 години беше откриено утопичен дерматит, каде што ни кажаа дека имунитетот ти е намален и ни беа рекле да користиме матично млече во комбинација со молер, сирупот,
За подигане на масло. имунитетот, тоа да го користиме во зимниот период. Веќе 5 години ние цело време зимен период го користиме, но сега се случи баш сега, веќе 10 дена како е разболена, некоја вироза ни рекоа со гадење, повраќање, со проливче, со температура, но сега не го беше вклучила молесо во комбинација со матичен млеч, па сакам чисто информативно да прашам колку време, како да го користиме, да, пошто некако од 2-2,5 години го користиме молесо со матичен млеч. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушнаме и следниот гледач. Добар ден. Ви благодарам што се вклучивте, да го слушнаме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ајде, одговорете, професорке, на прашањето, па ќе продолжиме со следниот гледач. Генерално препораките се кај сите деца во тек на зимските месеци, значи сега негде од октомври до април, да користат витамин Д. Молерсот е рибино масло во комбинација со витамин А, што е исто така важен витамин кој што има своја улога во заштита, особено на слузниците и на респираторниот тракт и на гастроинтестиналниот тракт, така да на некој начин, посебно кај овие деца кои што често се разболуваат, ние им препорачуваме да користат витамин А, Д или молерс или рибино масло, затоа што тоа добро делува не само на растот на коските и на делува и витаминот Д и витаминот А, делува и на имунолошкиот систем. А во однос на млечот, може деца може, на таа големо возраст дете обично над 3 години може да го користат. Атопискиот дерматит не значи дека имунолошкиот систем е слаб. Напротив, тоа значи дека тоа дете има склоност кон алергиски заболувања. Значи во нејзиниот постои еден дисбаланс, имунолошкиот систем е добар, си созрева, меѓутоа предоминира алергиската конституција. И обично деца кои што имаат она што реков, до 3 години многу често доминира, нормално, физиолошки доминира таа алергиска конституција. Околу 3-та година, кога ќе созре имунолошкиот систем, се воспоставува една равнотежа. Меѓутоа, деца кои што имаат атописки дерматит може и да го изгубат тој, најчесто се губи. 80% од децата исчезнува и немаат никогаш проблем со кожата, кај 20% остануваат. Меѓутоа, тоа е веќе еден аларм дека тоа дете утре може да развие алергиски риноконјуктивит, може да развие астма и особено овие деца се поважно во однос на заштита од изложување на алергени, на загаден воздух, на дим од цигари. Злоупотребата на антибиотици многу често се поврзува со зголемен ризик за појава на астма и други алергиски заболувања. Значи, од тој аспект треба да се внимава, да се превенираат сите овие состојби, за да се обезбеди здрав организам, да се превенира појава на алергиски заболувања. Ако се појават, ќе се лекуваат. Да се обидеме да го вклучиме вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Добивам знак дека сепак има гледач, се уште на линија и уште една можност. Го слушнав гледачот. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. 10-годишно детенце. Така? Често наспирала. Се констатира пред неколку месеци дека е срептокока, така кажа. Срептокока најдоа? Да. Добро. Каде? Во носот, во грлото? Да, пиеше некои антибиотици, пак се повтори после неколку месеци. А каде најдоа стрептококата? Да ми објасни докторката. Иде во градинка? Дали оди во градинка? Дали, ако не се лажам, 10 годишно дете, рече господјата, 10 годишно дете, така? Да. А брисот го направивте од грло од нос? Да. И од грло од нос и најдовте стрептокок. За бета-хемолитичен стрептокок? Дали треба да се прави и од крв? Да. Тоа дека е добро. Дали и кај се правиот? Така ние крв. Само уште ќе ве замолам да ми кажете каде изолирана бактеријата, дали во нос или во грло? Си исклучи гледачката и ве кажете ги двете опции. Не, тука сум. Да, дали во нос или во грло? Или не сте сигурни? Во грло? Добро, ви благодарам за вклучувањето. Со оглед на возраста, веројатно се работи за бета-хемолитичен стрептокок, кој што е доста чест, да речеме, во таа школска возраст, негде од 7 до 14 години.
Меѓутоа, кои се препораките? Значи, тој знае да прави проблеми, рецидивантни ангини. Ако има детето симптоми, треба да се лекува. Меѓутоа, ако нема симптоми на стрептокок, на ангина, не треба да прима антибиотик. Дури се и напуштени оние препораки превентивно давање на мали дози на оспен кај овие. Тоа исклучиво се дава кај оние деца кај што има ризик за евентуално реуматска треска. Значи има фамилијна анамнеза позитивна, има некоја мана со срцето кај што треба да го заштитиме. Значи само во одредени случаеви ризични, високоризични деца треба да се прима. Бактеријата ја има, таа е најчесто присутна во школска возраст децата. Треба да се проверат, веројатно има некој извор. Чим се повторува таа бактерија, дали некој од домашните ја има таа бактерија, меѓутоа генерално не треба да се лекува. Оно што исто така доста често родителите го прават, кај здрави деца, ќе го изолираат бактеријата, го прават асото. Асото може да биде високо. Што значи асо? Асо значи дека организмот создава одбранбени антитела и се справува со таа бактерија. Тоа се тие IgM антитела. И затоа детето нема симптоми. Меѓутоа може да има висок асо и 500 и 1000 да има, но тоа не е болест. Родителите не треба да го лечат, не треба да го лечат затоа што ги злоупотребуваме антибиотиците, ги убиваме децата од антибиотици. После тоа пак ако го повторат асото, ќе видат дека повторно имаат висок асо. Значи не треба да го лечат. Пак ќе речам, исклучиво ризични групи на деца, да, таму треба да се даде. Меѓутоа, не генерално да се лекува асо. Имам уште двајца гледачи, а се уште 4 минути. Јас ќе ги замолам што по-концизно да ги постават прашањата за да може да добијат одговор. Добар ден за првиот од нив. Ало? Повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Да, добар ден. Добар ден. Видите, поздрав до телна телевизија, до вас и до докторката. Благодарам. Децата се најчистата душа, најмали што не може да става. Меѓутоа бактериите доаѓаат од нехигиена во кујната, голема нехигиена, никој не ги контролира и тај што треба да ги контролира не е моќен и нема простор за дечињата, место 15-10 деца да се во групони со 30 деца. Има место за кладилници, има место за коцкарници, а нема место за дечињата, најслатките деца, најчистата душа да ви кажа. Така, ви благодарам за вклучувањето, да го слушнеме и вториот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Додека го вклучиме вториот гледач, се исклучил, дали големите групи во градинките создаваат проблем, не се само бактериите. Не се само бактериите. Споменавте вирусите се главниот извор. Да, меѓутоа и децата кои ги однесеме и во молови, кои ги однесеме и во игротеки, значи и таму има голема концентрација. И на разни семени собирања исто има голема концентрација. Така да, тоа е нормално. Но професорке, не треба да се бега од бактериите. Вела децата да не ги чуваме под стаклено звоно, да им дозволиме да се извалкаат. Ние денес ќе одвоивме неколку фотографии кои што се вртат на видеот зидот, каде што деца играат вокал, скокаат во барички со вода и слично. Некако им забрануваме. Ја би ги заменила игротеките со играње надвор. Во парк, во шума, на планина, нека играат децата, нека бидат на отворено, нека се валкаат, секако дека дома кога ќе дојдат и ќе се измијат и раце и лице и ќе се облечат патики и сето тоа, сето таа прљаштина и бактерии ќе ги остават надвор, меѓутоа важен е чистиот воздух, а не игротеките. Затоа што сепак надвор има струење на воздух, има бактерии, децата си играат меѓу себе, си ги разменуваат, меѓутоа воздухот просторот е многу поголем и не прават такви проблеми како што е, да речем, по игротеките или во затворените простори. И тие треба постојано да се проветрува, да се прочистува воздухот во тие простори. Не треба да се преоблекуваат, претопло да бидат, да се испотат, напротив, треба да бидат нормално облечени и нека се прљаат. А сега кога ќе залади времето, родителите се плашат дека студеното време доведува до настинки, да ги шетат ли мали бебиња во количка на студено време? Меѓутоа надвор, не во затворен простор, не во мол. Нека ги прошетаат надвор, во парк нема да настинат.
Студениот воздух на некој начин ги уништува и бактериите и вирусите. Нема надвор, меѓутоа во затворен простор да. Ништо нема да им биде, секако ќе ги заштитат, не е на многу екстремно ниски температури, меѓутоа на нормална температура, нека бидат облечени, заштитени и нека ги прошетаат и во парк, и на планина, нека ги качат. Чистиот воздух делува добро и на имунитетот и на здравието на децата. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Навистина обработивме денеска една интересна тема. Имав тука предвидено и одредени прашања за развојот на имунитетот и она позната хигиенска хипотеза која што вели дека детето не треба да го чуваме под стаклено ѕвоно и дека што повеќе контакт со бактерии е подобро, но ете детално за сето тоа во едно од следните изданија на оваа емисија се надевам со ваше присуство. Секако, благодарам. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци, во кое што зборувавме за здравието на децата и градинките со професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.